20 часот го следите централниот дневник на К1 телевизија. Добро вечер. Со најновите информации од регионот Македонија и светот, веднаш по најавата за настаните на денот. Останете со нас. Државата на јавен оглас издава под концесија 4000 хектари обработливо земјоделско земјиште во Џумаилија. Вложувањата во туристичката дејност даваат бенефит и на национално и на локално ниво. По 7 дена од поплавата во Титовско, пронајдено телото на 6-годишната Рина. Објавен е повик за давање под закуп на државно земјоделско земјиште во Џумаилија. Вкупната површина е 4000 хектари, поделена е на 4 целини. На првата, инвеститорот треба да изгради краварска фарма, а на останатите 3 да подигне лозови, овошни насади, маслинарници и житни култури. Повикот за домашните и странски заинтересирани инвеститори трае 60 дена. 4000 хектари државно земјоделско земјиште во Џумаилија, поделени на 4 парцели. Државата го издава под закуп. Јавниот повик е објавен и се очекува во првата парцела, која државата планира да ја даде под закуп за 15 години. Инвеститорот да изгради краварска фарма. За првата целина се предвидени инвестиции во минимум од 6 милиони евра за изградба на капацитети, краварска фарма, и секој кој што е заинтересиран треба да ги исполни овие критериуми, односно да предвиди во својот бизнис план изградба на капацитет за краварска фарма и да понуди годишна закупнина највисока, односно на електронското јавно надавање, да постигне највисока цена, последна и највисока цена за закупнина на земјоделското земјиште, кое што е со површина некаде од околу 1000 хектари. На останатите 3 парцели се планира подигнување на лозови, овошни, маслинарници и житни култури. Според ресорното министерство, инвеститорот мора да вложи најмалку 2 милиони евра во преработувачки капацитети, кои ќе им бидат на располагање на земјоделците од другите региони. За земјиштето во Џумаилија на претходно објавениот оглас за интерес се јавиле околу 30 на компании, од кои 16 странски и 14 домашни. Најголем дел од нив се заинтересирани за одгледување на житни култури, овоштарници и лешници. Земјоделците од Велес, Градско и Чашка пројавиле голем интерес за програмата за рурален развој за набавка на трактори и приклучна механизација. Рокот за пријавување е до 31 август. Воедно, земјоделците од Велешко може да аплицираат и за ИПАРД програмата за набавка на механизација со средства од Европската Унија до 15 септември. Кандидатите кои ќе добијат средства ќе бидат познати до крајот на оваа година. Голем интерес за програмата за рурален развој за набавка на трактори и приклучена механизација пројавиле земјоделците од општините Велес, Градско и Чашка. Од 1 јули па до сега се пријавиле 50 на земјоделци од овој регион. Најголем дел од нив се за набавка на трактори, а помал дел за приклучна механизација. Рокот за пријавување е до 31 август и земјоделците се уште може да конкурираат, информира Тони Тасков, раководител на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството во Велес. Услов за добивање средства од програмата и земјоделците да имаат минимум 15 декари житни, индустријски и фуражни култури или 5 декари тутун, а тракторот кој може да го набават е со максимум 95 конски сили. Земјоделците од Велешко може да се обратат до агенцијата и за ИПАРД програмата за набавка на механизација со средства од Европската Унија. Повикот трае до 15 септември. Во првиот повик од 2015 година испративме 44 апликации. Тие се во процедура на обработка. Ќе видиме колку ќе бидат добитни, се трудиме. Ја очекувам преку 80% од овие апликации да бидат добитни. Податок званичен како работна единица Велес имаме ние од платежната агенција. До крајот на годинава ќе бидат познати кандидатите кои ќе добијат средства од програмата за рурален развој и ИПАРД програмата. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов и неговиот колега од Алмопија Димитри Смапинос ставија подписи на договорот за прекугранична соработка. Во наредниот период македонската и грчката општина ќе го реализираат проектот Поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област.
По првиот работен состанок договорени се активности за наредните 3 месеци. Крајната цел е развој на пчеларството како економска гранка, а пчеларите за овој проект и за активностите ќе се информираат преку специјализирана веб страна која работните тимови на двете општини треба да ја изработат. Покрај двете плажи на Преспанското езеро заврши изградбата на плажите во Дојран, а наскоро ќе почне изградба на плажата Лагадин во Охрид. Груевски напомена дека продолжуваат проектите за континуиран развој на туризмот. Вложувањата во туристичката дејност даваат бенефит и на национално и на локално ниво. Изградбата на плажите во Дојран, двете плажи на Преспанското езеро, како и најавата за изградба на плажата Лагадин во Охрид, се дел од проектите за континуиран развој на туризмот во Македонија. Премиерот Груевски во таа насока најави дека е предвидено секоја година да се прават 1 до 2 плажи на сите 3 езера, со цел се поатрактивни туристички локации кои ќе го зголемуваат бројот на посетителите. Имаме доста инвестирано и во промоција, и во субвенции за туроператори, субвенции за нови авионски линии и секако во нова понуда за туристите што доаѓаат, како музеи, така плажи и така натаму, се што на некој начин им е потребно на туристите и може да го привлече нивното внимание да изберат Македонија како нивна туристичка дестинација. Локалните власти прават напори, паралелно со атрактивноста на големите македонски туристички центри, да ги промовираат и локалните убавини кои не се толку познати. Таков пример е општина Велес. Со продажбата на парцелите за изградба на хотели на езерото Младост се очекува за неколку години туризмот во Велешко да се развие, а регионот да биде домаќин на се поголем број домашни и странски туристи. Регулаторната комисија за енергетика денес ги соопшти новите цени на нафтените деривати кои значително се намалуваат. Деталите за новите цени во прилогот на колешката Илица Радевска. Цените на нафтените деривати значително се намалуваат. Ова денеска го соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Според комисијата, малопродажните цени на Евросупер БС95 и на Евросупер БС98 се намалуваат за 3,50 денари за литар и од денес на полноќ цената на Евросупер БС95 ќе изнесува 67 денари за литар, а на Евросупер БС98 69 денари за литар. Малопродажните цени на Евродизел и на екстра леснето масло за домаќинство се намалуваат за 2 денари за литар и со тоа цената на Евродизел ќе изнесува 51 денара за литар, а на екстра лесното масло за домаќинство ќе изнесува 39,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 2,404 денари за килограм во однос на цената утврдена согласно одлуката од 27 минатиот месец и со тоа мазутот ќе чини 23,287 денари за килограм. Жена на возраст од околу 60 на години го загуби животот како последица на пат од 9-тиот кат на кулата во центарот на градот. Немилиот настан се случи денеска околу 10 часот. Семена трагедија, жена на возраст од околу 60 на години го загуби животот како последица на пат од 9-тиот кат на кулата во центарот на градот. Настанот кој ги вознемери жителите од објектот на улицата Линденска број 2 се случи денеска околу 10 часот. Во полицијата го пријавил еден од соседите кој ја видел жената како паѓа од горните катови. Со неа на земја паднало и кебе. На лице место беа екипи на крим техника. Извршија увид во случајот. Инаку соседите зачудени од немилиот настан коментираа дека жената била тивка и повлечена. Во Демиркапија започна турнирот во мал фудбал Голема Света Богородица, кој традиционално се одржува по 7-ми пат. Градоначалникот Трајче Димитриев истакна дека овој турнир е еден од најголемите спортски настани во општината. Традиционалниот турнир во мал фудбал Голема Света Богородица по 7-ми пат беше отворен. Голем број граѓани се собра на училишното игралиште во Демиркапија за да го проследат отварањето на оваа традиционална спортска манифестација и да уживаат во настапот на фолклористите од Кут Мирка Гинова, кој настапи пред почетокот на турнирот. Градоначалникот Трајче Димитриев во свој одговор истакна дека организирањето на овој турнир е еден од најголемите спортски настани во општината и затоа организаторите, спортскиот клуб Богородица од Демиркапија има
имаа поддршката од локалната самоуправа. И оваа година од својот буџет издвои 150.000 денари во насока на поддршка на организацијата на турнирот. Димитров уште истакна дека на овој начин, тој како градоначалник заедно со Советот на општината се залага за развој на спортот во Демир Капија, како и за мотивација за поредовни спортски активности кај граѓаните. Турнирот ќе трае до 27 овој месец, а ќе учествуваат 20 екипи од Иквешкиот регион. Прогласувањето на победниците и доделувањето на наградите и признанијата ќе биде на првиот ден од Демиркапискиот панаѓур. Македонија се најде на 10-то место на страниците на Нью Йорк Таймс. 1013 лица се јавиле неделава на бесплатната телефонска линија Ало докторе. По 6 дена потрага пронајдено е телото на 6-годишната Рина која исчезна во невремето што го зафати Тетовскиот регион. По 6 дена потрага пронајдено е телото на 6-годишната Рина, девојче кој исчезна во невремето, дознава Курир. Според информациите на Курир, телото на малото девојче го пронашле полициски екипи во подрум од куќа во близина на незината. Од секторот за внатрешни работи Тетово за Курир потврдуваат дека е пронајдено телото на девојчето, а во тек е увид во присуство на јавен обвинител и лекар од судска медицина, пошто ќе бидат познати повеќе детали. Во силното невреме кое го зафати овој регион, почине 1,5-годишниот брат на девојчето. Минатата недела 1013 лица се јавиле на бесплатната линија Ало докторе. Јавувањата во последната седмица се со широк спектар на најразлична симптоматологија, најчесто за кардиоваскуларни и респираторни симптоми, главоболки, стомачен вирус, совети за убоди од инсекти и симптоми на болка. Најчесто се јавуваат граѓани за совети поврзани со терапијата која ја примаат за хроничните болести, висок крвен притисок и дијабет, со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравието. Линијата е достапна секој ден 24 часа. 22 доктори се достапни за медицински совет, а јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија. На телефонската линија 02 15 123 на медицински совет Ало докторе од 15 септември, кога почна да работи до вчера, имало 46.500 повици. Република Македонија се најде на страниците на престижниот весник Нью Йорк Таймс како 10-та од 52 земји како атрактивни дестинации кои треба да се посетат во 2015 година. Македонија е единствена балканска земја која се најде на оваа листа, како што се наведува во весникот поради изобилството од природни убавини. Американскиот весник пишува за познатите манастири и природното Охридско езеро, Шар планина како авантуристички предел за планинарење, но и за историската винска индустрија под ова поднебје. Нью Йорк Таймс става акценти на македонската храна, традиционалните супи и пастармајлии. Од препораките не изостане и Крушево, по своите монументи и хотели познати по својата автентичност и историја. За 72 часа издадени нови 2568 потврди на странски државјани за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Повеќе од половина се лица од машки пол, додека останатите се жени, деца кои го придружуваат носителот или деца кои патуваат без родител. Најбројни се државјани на Сирија, потоа Ирак, Палестина, Пакистан и Афганистан. Од 19 јуни па до денес издадени се потврди на вкупно 30.865 странски државјани. Повторно сириците како најбројни меѓу оние кои искажуваат намера за азил во државава. Од издадените потврди од 10 април до одделението за азил се поднесени 41 барање за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Во првите денови од август извршена е дезинфекција на вагони, како и простори каде се стационирани мигранти. Во исто време, пружена е здравствена заштита на околу 18 мигранти. Нападнат американскиот конзулат на САД во Истанбул. Германија ќе депортира 94.000 азиланти од Балканот. 6 деца и 2 возрастни убиени во нивната куќа во Тексас.
Рано изутринава две непознати лица отвориле оган пред зградата на Американскиот конзулат во Истанбул, пренесуваат турските медиуми. Откако полицијата возвратила на огнот, двајцата напаѓачи избегале во непознат правец. Според Reuters, во нападот учествувале маж и жена. Во инцидентот никој не е повреден. Неколку часа пред бомбашкиот напад на Американскиот конзулат во Истанбул, нападната е полициската станица во која повредени се неколку полицајци и цивили. За сега, никој не ја презема одговорноста за бомбашките напади. Германија ќе депортира 94.000 азиланти од Балканот и ќе им забрани повторно влегување на нејзина територија, изјави претседателот на Сојузната канцеларија за миграции и бегалци Манфред Шмидт во интервју за Велт. Ова е причина поради која балканските земји се прогласени за безбедни во однос на политичко протерување и тоа што претежно станува збор за социјални доселеници. Позадината на овие мерки е реформа на германскиот закон за престој, само на оние кои се добро интегрирани и кои имаат дозвола им е одобрено и понатаму да останат во државата. Шмидт смета дека на барителите на азил треба да им се укине месечниот џепрлак од 143 евра. Ураган проследен со поројни дождови ги погоди северниот и централниот дел на Чиле, при што 5 лица загинаа, а стотици се евакуирани, пренесуваат странските медиуми. Поројните дождови предизвикале поплави и лизгање на земјиштето, што е причина покрај за човечки жртви да има и огромна материјална штета. Шест малолетни деца и двајца возрастни се брутално убиени во домот во кој живееле, во сојузната американска држава Тексас. Децата се на возраст меѓу 6 и 13 години и еден маж од 50 години и една жена на 40 годишна возраст. Бруталното убиство се случило во една стамбена населба, каде што при обидот на полицијата да влезе во куќата бил отворен оган, при што дошло до краткотрајна пресметка со 48 годишниот Дејвид Конли, објавуваат американските медиуми. Мотивите за убиството се претпоставува дека се нарушените односи и расправиите меѓу апсениот Конли и убиената жена. Тој е уапсен и објавен за убиство. Започна Македонската фудбалска лига. Македонија на Европско првенство во баскет. Илица Радевска ги подготви вестите од домашниот спорт. Актуелниот шампион Вардар со време ја отвори новата сезона, откако синоќ одигра 2:2 со тимот на Шкопје од Чаир. На полувремето од овој надпревар, гостинскиот тим имаше резултат во своја полза од 1:0. Стрелци на головите беа Блажевски и Ивановски за Вардар, односно Нухи и Османи за Шкупи. Победнички старт на новата сезона има Шкендија, Турново и Силекс. Во останатите надпревари од првото коло на Македонската фудбалска прва лига се постигнати следниви резултати: Шкендија Царев двор 3:1, Турново Ренова 4:0 и Металург Силекс 1:3. Македонската одбојкарска репрезентација успеа да стигне до завршниот турнир на Европската лига, кој ќе се одржи на 13 и 14 август во Полска. Прв противник на патот до уште поголем успех за македонските одбојкари ќе биде селекцијата на Естонија, обелодени Европската одбојкарска федерација. Дуелот ќе се одигра во четврток со почеток во 20 часот, додека во првиот дуел од Final Four на преварите, силите ќе ги израмнат репрезентациите на Полска и Словенија. Нашиот противник со кого играме и во А групата во првата фаза направи голем успех извојувајќи 10 победи на исто толку надпревари. На самиот старт на ова надпреварување Естонија славеше со 3:0 и 3:1, што значи црвено-жолтите имаат и дополнителен мотив за уште подобро издание. Нашите одбојкари Никола Ѓоргиев и Филип Деспотовски во двете одлични партии против Полска се најдоа во Дрим тимот на неделата.
Македонската кошаркарска селекција бележи значајни резултати во се попопуларниот 3-на-3 баскет. Имено млади македонски кошаркари ќе учествуваат на престојното европско првенство во баскет за кошаркари до 18 години, кое е во организација на Светската кошаркарска федерација, а ќе се случува од 21 до 23 август во Минск, Белорусија. Боите на Македонија ќе ги носат Блажо Митков, Драган Озуновски, Елвис Хот и Борис Вчков, чија цел е пласма на едно од првите 5 места, со што ќе обезбедат место на Мундијалот, а секако посакуваат и надпревар во финалето, па и трофеј. За представување на Македонија на ова првенство, момците во моментов тренираат индивидуално, а од 15 август ќе се припремаат во Струга. На првенството настапки имаат 16 екипи поделени во 4 групи од по 4 тима. Македонската селекција ќе се бори против кошаркарите на Шпанија, Израел и Русија. ФИБА викендов одлучи да им дозволи на русите да бидат дел од предстојното европско првенство. Барса без Нејмар во шпанскиот и европскиот суперкуп. Представниците на Милан и Рома го потврдија трансферот на Алесио Ромањоли од Олимпико на Сан Сиро. Се шпекулира дека црвено-црните го платиле Ромањоли 25 милиони евра со 5 милиони евра бонус. Договорот ќе биде потпишан во понеделник, пренесуваат спортските интернет портали. Овој трансфер е исполнување и на желбата на Синиша Михајловик, тренер на Милан кој минатата сезона соработуваше со Ромањоли, кога тој беше поземен играч во Самдорија. ФИБА викендов одлучи да им дозволи на русите да бидат дел од предстојното европско првенство. Тоа значи дека групата која ќе се игра во Монтепје нема да остане без Русија, која за место во следната фаза во Лил ќе се бори со Франција, Босна и Херцеговина, Финска, Полска и Израел. Кон крајот на минатиот месец, ФИБА донесе одлука за суспензија на Кошаркарскиот сојуз на Русија. Потек кој автоматски значеше и забрана за настап на некои селекции на Русија на европското првенство во нивна конкуренција. Нејмар го скрати редовниот одмор и се појави на мечот со Рома, каде покрај тоа што ја затресе мрежата на противниците, беше успешен и како асистент на своите клупски колеги. Сепак, бразилецот нема да игра на два значајни надпревари. На 11 август ќе го пропушти надпреварот против Севилја во Суперкупот и на 14 и 17 август против Билбао во шпанскиот Суперкуп. Денеска имавме претежно сончево и топло време. Да погледнеме какво време не очекува од утре. Информациите за временската прогноза беа последните за денес. Имајте пријатна вечер.